Специјални цени за Великден оваа година ќе нема, тврдеа денес производителите и трговците со свинско месо. Нема сигурно да има покачување на месецо за великденските и првомајските празници. Тоа се едни од најголемите наши верски празници, исто така и првомајските празници, але најголеми количини на месо се трошат. Затоа одлучивме да не ги покачуваме цените. Цената е стандардна на свинското свежо месо. 279 е бут без коска, плешката е 269, 229 каменадлата, врат иста цена, реброто е 249. Има ли покачување за време на Великденските празници? Па не, тие свинското се тие цени. Прашаме какво месо трошите за празниците? Па по обичај јагнешко. Јагнешки дроп за дроп зарма, логички. И по нешто свинско. Задоволни ли сте од цените? Цените сам задоволен. Не се менети, мислам. Повеќе и свинско и те јагнешко да мацам, ништо друго. Како цените, задоволни ли сте сега пред празниците? Па добри се. Не се качиле. Сепак, за Великден побарано, но и традиционално кај нас се подготвува јагнешкото. Дали сегашните цени од околу 330 до 350 денари за килограм ќе останат непроменити до сабота. Па сега моментално јагнешкото е 339 денари. Потрошувачката е малку зголемена, свежо е месото, убаво, таа цена е стандард. Ево, јас со години продавам за великденските празници, цената е таа, горе-доле, 10 денара варира, значи сега. Моментално е 339. Нека поведат муштирите на свежо јагнешко месо. Секако, освен месо, Великден најправен и пред се јајцата, чии бојоодисување започнува утре пред изгреј сонце. По кои цени денес се купуваа јајцата и дали тие се со или без празнично покачување? Великден побројачката е поголема, цените се исти лански од 140, 160, 170, 190. Очекуваме повише прилив на луѓе, поголема потрошувачка да биде, па ќе видиме. Јајца купите ли си, колку се движат цените? Цените се движат, ја ги зема скапи од друга фирма. Ама движат се 160, 170, така. И јајца земаме, боја земаме, месо земаме, се по нешто. Кога веќе има месо и јајца, до нив место треба да има и за зеленчок. Иако до Великден и за нови цени има уште време, денес цените се следните. Цените се тие истите како што беа и лани за празникот, нема покачување, нема некоја промена. Ќе кажеме, прва класа патеџан 120, има втора класа 90, имаме банани во обичајна таа цена е секогаш 65, имаме портокали 50, кивата е 70, тиквичките сега се нагло паднати, 20 парчето и овие лутите пиперки се има втора класа 120, прва класа 140 и благиот пипер 150, првата класа. Спањакче 40, крумечието вообичаено по 10 денара. Ако сето ова сте го купиле, без оглед во кои количини, тогаш верниците за Великден треба да се подготват и на друг начин. Во смисла на духовниот пост потребно е да бидеме присутни на сите богослуженија кои ќе се одржуваат во светиот храм, а уште повеќе со тоа да стекнеме и смирение, добра мисла и така смирени, покаени, помирени со сите, да го дочекаме и славното Христово воскресение и таа радост да ја споделиме и со нашите најблиски. Секако Великден е сето ова заедно и добро би било традицијата да се почитува и овој пат. Колку ќе биде богата трапезата е неважно, важно е тие што треба да се на неа.